На наше големо задоволство имавме можност да разговараме со Душица Брачиќ, етнолог и антрополог, млада и освестена девојка и најдобриот студент на Природно-математичкиот факултет за претходната година. Иако главен мотив за етнологија и било истражувањето, студирањето го започнува онлайн во екот на ковид пандемијата. Сепак, желбата и љубовта за оваа наука биле огромни. Мојот интерес некако дојде спонтано и науките ги чувствував во тоа време, односно трета година средно кога одлучував, истовремени блиски и далечни, бидејќи мајка ми е етнолог, работи во музејот во Битола, јас во суштина растев со етнологијата, ама немав некоја замисла дека и јас со тоа би се занимавала. Знаев дека ми одат општествените науки, ама некако не се пронаоѓа во истражувачките методи на оние науки што ги изучувавме во средно. Па почнав да истражувам и етнологија, антропологија излезе и гледам како се истражува кои теми и најмногу впечаток ми остави квалитативниот метод, значи тоа е истражување преку одење на терен, правење разговори со граѓаните и пишување етнографија, која е клучното за антрополозите, каде што можат најдобро да го приложат она што истражувале и секоја етнографија уникатна. Значи, јас и некој друг, и 300 други, ако истражуваме едно нешто, може да најдеме 300 различни работи, бидејќи секој различно ги толкува работите, секој различно ги поврзува работите, секој различна порака сака да излечи од истото. За жал, јас го фатив тој грд период, првите 2 години беше корона, пандемијата, хибридно, значи првата година не идевме на предавања, можеби само за полагање, и беше тешка транзиција, особено за оние студенти кои доаѓаат од друг град и идат во Скопје. И веќе во трета година од факултетските денови се беше нормално, немаше повеќе рестрикции, ама веќе не се чувствуваш ни како нов студент, ни како не можеш да кажеш дека сега ми почнува студентските денови, веќе си при крајот. Имавме супер дружба со студентите, мене тоа ми е најдраго што секој си е експерт, да речеме, во своето поле. И секој сега се истакнува во тоа поле, разминувавме мислење, сакавме да одиме на терен и организиравме теренски истражувања и индивидуални и во склоп на факултетот, односно институтот, која работевме на дигитализација на нашиот архив, ние бевме заангажирани. Значи, одма имавме некаков осет со што ќе се занимаваме како во ова професија во текот на нашата кариера. Ја прашавме Душица како се стигнува до титулата просек 10 и најдобар студент на годината. Значи, дефинитивно не беше најлесниот период од животот. Бара добра организација на време, бара логично и структуриран план. Значи, јас одлучував кои предмети ќе полагам сега на колоквиум, кои на испити. Барав да бидат предметите поврзани меѓу себе и никогаш не учев само за тој предмет. Туку гледав зошто тој предмет мене би ме служело, како тој се применува во нашето секојдневие и читав литература која е надвор од задолжителната, ги пречитував книгите пред испит, значи по 3-4 пати, си давав слобода јас да давам за моје размислување, бидејќи факт е дека ние сепак читаме можеби некои теории, записи кои се од дамнешни времења и имат еден поспецифичен, односно несоодветен третман кон одредени проблематики. Ние сега истите тие треба да ги адаптираме во денешен контекст со денешната терминологија, па тоа секогаш ми било предизвик. Како минатите теории, истражувања да им дадам нов дух во нашето секојдневие. Никогаш не застанав само со тоа што ни беше дадено, туку истражував и мислам дека тоа е клучното како јас стигнав до тоа. Просек 10 искрено не гледав дали ќе имам или не, ама ајде, ќе бидам искрена, во 4-та година си реков сега мора и натаму да се сите 10-ки, бидејќи чим истуркав 3 години. Иако етнолог и антрополог, Душица има визионерски идеи, модерен пристап и неверојатен поглед на сегашноста и иднината. Искрено најмногу ме интересира стравот и сум го истражувала стравот на стравот
од болести во Македонија во период на 19 и средина на 20 век, ама е доста тешка за еден истражувач. Значи бара да бидеш спремен психички пред се, за можеш да истражуваш такви теми. Затоа за дипломскиот труд се одлучив да се оддалечам од стравот. Истражувам за среќата и мислев дека баш ќе истражувам за срекни моменти. Ама беше спротивното на некој начин. Значи, моите соговорници повеќе беа спремни да кажат што им смета во тоа да немат среќа. Како тие немат среќа. И уствари дипломскиот труд беше фокус на среќата кај македонската младина. И мислам дека е клучно така да ги истражуваме емоциите, бидејќи малце се обрнува внимание, вака од сферата на општествените науки, ама се клучни во формирањето на нашите заедници, на тоа како ние реагираме на случувањата, како миграција, корупција и сите други политички, економски, институционални, правни аспекти, дава некоја друга свежина. Не е тоа само класично анализирање, туку на некој начин се труди да даде одговор, да каже, значи на луѓето им е вака и вака, што можеме да направиме, како да им го направиме животот подобар. Затоа и сега со магистарската, дека фокусот ќе ми биде работниот простор, може би понудила некој одговор за како вработените да имат некоја благосостојба, да се промовира тоа, да биде стандард. Душица, незиниот пристап и квалитет дефинитивно ги исполнувале стандардите на институтот, штом веднаш и била понудена можноста да биде демонстратор. Значи, знаев дека на институтот е потребен кадар, некој што ќе треба да ги одржува вежбите. Професорите ме прашаа дали сум заинтересирана, гледат можеби некој потенцијал и реков како што треба целата таа постапка сакам, значи. И сум демонстратор на институтот, тоа ми е особено драго, бидејќи како млад студент пресно дипломиран, можам одма на новите студенти да им го пренесам јас тоа што го научив, она што јас мислам дека не достигаше, можеби на што е најдобро да се фокусират и баш уживам кога ќе ги организирам вежбите и предавањата, гледам нешто да е во интерес на сите студенти и сакам секој студент да го знам. Факт е дека на нашиот институт немаме голем број на студенти и ги знаеме секој поединечно, знаеме каков интерес имат сите. И јас го гледам дека некој студент е страствен кон некоја проблематика, го фокусирам на тоа. Нека истражува за тоа сите предмети, нека најде, значи од секој предмет да најде како може на тоа што го сака да го доистражи, да го долови. За Душица, Институтот за етнологија е препорака за идните студенти, а себе си, за разлика од многу други, не се гледа никаде на друго место, освен овде, во Македонија. Јас би рекла, сите оние што веќе ги сакат општествените науки, што се интересираат за човекот, за заедниците, да се пробат со етнологијата, антропологијата, да веруваат во методологиите и алатките што ги користиме, бидејќи тие ни служат во секојдневниот живот, па камоли во кариера како и да бркаме. Значи, најинтересно за секој студент тука се теренските истражувања, се прават незаборавни спомени, сме биле во Косово, кај горанците. Тој момент да се биде присутен, значи науката да не е само нешто во канцеларија или така, не е рутинско, воопшто не е рутинско, значи секогаш има нешто ново се прави и е инспиративно, значи секој може да се пронајде и да истражи нешто друго, односно и на тоа што веќе беше истражувано, да даде можеби некоја друга перспектива, поинаку да го толкува. Јас сум од тие луѓе што тешко кажуваат збогум и не можам да се замислам надвор од Македонија, значи сметам дека ќе останам тука, каде што ќе си ја продолжам мојата истражувачка дејност, ќе видам на кариерен план кај ќе битам, се разбира имам некои желби, ќе бидам, се гледам така баш како некој промотор на науките и во некои неспецифични полења,
со цел да бидат поактуелни и исто да се нарушат некои предрасуди кои што се имат кон науките. Значи да не биде етнологија дека само е за минатото, дека само е за традицијата, туку дека е нешто друго. Исто со антропологија. Не е то многу луѓе мислат дека истражуваме коски или камења, значи не, баш сакаме поинаква перспектива да одиме, што се значи нашата студиска програма има предмети како антропологија на сексуалност, економска антропологија, политичка антропологија и тие се доста важни за денешницата. Денешницата треба да е горда, а утрешнината надежна. Со етнолози и антрополози, како што е Душица Брачиќ.